Добро вечер. Четврток, 22 часот. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на YouTube. Минатата недела Војслав Шешел направи растур систем со својата гледаност, претходно Дејан Лучич. Веќе 6 емисии од овој циклус на емисии во Центар се гледани повеќе од 100.000 пати. И благодарам за довербата, почитувани гледачи. Вечерва една политичка анализа, еден спектар на мали интервјуа на тема Бугарија, на тема Македонија и Бугарија. Останете со нас, останете 50-60 минути, сигурно нема да зажалите. Тема на вечерашната емисија, значи во Центара на YouTube, тема на вечерашната емисија е зошто бугарите имаат историски комплекс од Јосип Броз Тито. Ке имитуваме делови до интервјуто со Костадин Чакаров. Костадин Чакаров беше шеф на кабинет на последниот бугарски комунистички лидер Тодор Живков. Подоцна беше председател на Бугарската комунистичка партија. Значи некаде 12 до 13 минути интервју со Костадин Чакаров на тема зошто бугарите не си признаваат себе си и го има тој историски комплекс во однос на Јосип Броз Тито. Гледате, почитувани гледачи, ништо не боли повеќе од кога со свој камен ќе се удрите по своја глава. Можеме да зборам 100 пати. Може било кој од Македонија да збори 1000 пати на тема зошто бугарите имат комплекс од Јосип Броз Тито, што бугарите сакаат да скријат, со што бугарите не сакаат да се соочат. Меѓутоа, ко тоа ќе окаже шефот на кабинет на последниот или најдолговечниот бугарски комунистички лидер Тодор Живков на тема зошто бугарите имаат комплекс од Јосип Броз Тито и на што се должи оваа хистерија и оваа агресија на бугарите сега во однос на Република Македонија, тоа боли многу повеќе од било што ќе кажем јас или било кој живее во Република Македонија. Затоа велат со свој камен по своја глава. Затоа ќе го емитуваме делот на интервјуто со господин Костадин Чакаров, кај што тој прави рентген снимка, психолошка снимка, историска снимка на сите фрустрации на бугарите визави Република Македонија. Тие фрустрации сега се ставени на маса, избликнуваат од бугарското однесување. Таа агресија бугарите не може да ја скријат, дури не се ни обидуваат да ја скријат. На таа тема разговараме со Костадин Чакаров. Господин Чакаров, вела дека Тодор Живков многу се плашил од русите, иако бил нивни најверен, најблизок сојузник. Има една верзија дека всушност се плашил бидејќи во времето на тоа затоплување на односите помеѓу Тито и Брежнев, постојала опасност Брежнев да изврши притисок врз Тодор Живков, токму Пиринска Македонија да биде вратена кон Југославија, односно кон Република Македонија. Това беше при Хрушчов. Уште во времето на Хрушчов, значи пред Брежнев. Тогава нали се заговори за 16-та република. Ще ви кажа истината, когато България не иска да я чуят, трябва да излезе някой ден по телевизията. Значи, Югославия е партньор на Русия по време на войната. Тя е голям съюзник. Значи след Източния фронт, след Западния фронт, третата информационна точка военна е Югославия. Югославия, Титова Югославия задържа около 23 дивизии германски, които се бият в Югославия, на тая територия, които те ги задържат. Така, по това време един от големите маршали, генерали, след това маршал на Съветския съюз е маршал Бирюзов, който работи много близко с Югославия, с Тито. Сега ще кажа неща, които никой не ги знае. Аз ги знам лично от Тодор Живков, ще ви кажа, защото и пред нашата телевизия, защото непрекъснато ни казват, че ние сме искали да предадем България да стане 16-та република. Така, след Втората световна война, Югославия зае позиция победител, ние сме победени. Както Гърция, победител, ние сме победени. Гърция иска територията до Пловдив, цялата Родопи, до Пловдив. И тук доближно. А Югославия Тито иска Пиринска Македония, Благоевград и Кюстендил. До там една зона, има една река. Така. Тогава Георги Димитров изиграва много голяма роля за България, като той е лично доверено лице на Сталин и успява да му каже, че България трябва да се запази в тези граници. Сталин приема неговата теза, казва на Молотов, след това на Вишински, който по това време е министър на външните работи и води преговорите по време в Париж, по време на мирния договор между съюзниците. Така. И той каза, българи, не се страхувайте, за една педя земя няма да загубите. Така. Даже Тито е толкова силен, че когато ние трябва да участваме във Втората световна война с наши войски срещу Германия, да компенсираме, той ни разрешава българска войска да мине през Югославия, през Куманово тук долу, да върви към Унгария, Австрия. И за това да се взема компромисно решение.
българската армия да участва в състава на Трети украински фронт, като част от Трети украински фронт, а не като самостоятелна българска войска. Тито не дава такава войска, която до вчера е била окупатор, днеска да минава като победител. Разбирате за какво говоря. Така. Внимавайте що вели Чакаров. Прво, бугарите биле окупатори, окупаторска войска во Република Македонија. Не велам јас, не вели македонски историчар, вели шефот на кабинет на последниот и на најдолговечниот бугарски комунистички лидер Костадин Чакаров, кој вели бугарите биле окупаторска войска во Република Македонија. Тој е под број 1. Под број 2, Јосип Броз Тито бил голема историска личност, посебно кога бил на чело на движењето на неврзаните, како што вели 120 држави биле под негова контрола. Бил светска историска личност. И под број 3, Тито не дозволил бугарската војска да помине низ територијата на поранешна СФР Југославија на патот кон Берлин, како што велел Тито. Не може окупаторска војска, која била 3 или 4 години окупаторска војска во Македонија и во Јужна Србија, да може да помине низ територијата на поранешна СФР Југославија. Најдено е компромисно решение да биде во состав на Третиот украински фронт. Тоа е голема Југославија. Тоа е Тито. Тоа се фрустрациите на бугарите од Тито. Како вели Костадин Чакаров, ќе повторам по трет пат, бугарите биле окупаторска војска. Зашто спориме ние денес со бугарите? Дека во Македонија не била спроведена окупација, туку било спроведено ослободување. Не е точно. Бугарите окупираа Македонија. Тоа секој реален бугарин ќе ви го каже. Само бугарите кои не сакаат да се соочат со реалноста, кои живеат во некои илузии на лажни историски величини, не можат да се соочат со тој факт. А простиот факт е едноставен. И вели, бугарите биле окупатори. Јосип Броз Тито и покажа на бугарите дека ги третира како окупатори. Само сплет на околности и сплет на одредени срекни разврски за Бугарија придонесе Бугарија да не биде распарчена помеѓу Грција и помеѓу Титова Југославија. Грција да земи територија до Пловдив, а Југославија во состав на Република Македонија или во состав на Народна Република Македонија да ја приклучи Пиринска Македонија. Тоа го вели Костадин Чакаров. След което Хрушчов като влиза започва една политика на стоплени отношения с Югославия с Тито. Първото посещение зад граница на Хрушчов е в Белград с Тито и той започва топли отношения. Започва, защото Титова Югославия започва и между Запада и между Изтока. Тя с голям авторитет. Не само европейски, като започват и с тая политика на необвързаните страни, над 120 държави образуват тия движение на необвързаните страни, които начало е Тито. Тито става голям фактор. Не само европейски, а и международен, континентален и планетарен, бих казал. И някъде 58-9 година Бирюзов е началник щаб на съветската армия. Те са много близки до времето на войната. Со Тито. Моля? Со Тито. С Тито. Те са много големи. Бирюзов е шеф и на Съюзническата комисия в София след войната. След второто той е шеф на, тук е имена временна комисия. Англичани, американци, руснаци, французи, председател е Бирюзов. Така че той Балканите ги познава много добре. Сърбия, Югославия, България, Македония, всички те великолепно ги познава. И той поставя проблема, това, което Сталин не е разрешил като територия, сега Хрушчов, за да се стоплят отношенията, да направят една вътрешна автономия, самоопределение, която да премине към Югославия, към Македония, Пиринския край и Благоевград и Кюстендил. И Кюстендил. Благоевград и Кюстендил, да преминат към състава на Македония. Няколко хиляди квадратни километра. Като самоопределение, мирно, просто да се самоопределят като части от Македония, македонци и така нататък. Има една работа која не смееме да им ја дозволиме на бугарите. Де факто, ние треба со интелигенција да се спротиставиме на бугарската агресија. Таа бугарска агресија извира од тој татарски дел на бугарскиот менталитет. Бугарите имат подпишано договори со сите своји соседи и ниту еден договор не го имат испочитувано до крај. Секој договор или еднострано го прекинуват, или го прекинуват преку одредена воена разврска или воен конфликт. На бугарите не смееме да им дозволиме да ни наметнуват одредени тези. Последната теза која ни наметна од бугарите е дека во Република Македонија се уште владе или се уште е на власт таа така наречена длабока држава која се чинуваат поранешни југословенски кадри и поранешни припадници на југословенските служби, тајни служби во Република Македонија, дали е тоа УДБА или КОС. И ако е Македонија чедо на длабоките
служби или е длабока држава или се уште длабоката држава владае во Република Македонија, кој владае во Република Бугарија? Плитката држава. Чиф репрезент е Красимир Каракачанов. Татко му 1972 година станал соработник на бугарските тајни служби. Каракачанов станал соработник на бугарските тајни служби 1989 година. Значи во времето на Тодор Живков и на комунизмот на Тодор Живков и таткото и синот Каракачанови стануваат соработници на бугарските тајни служби. Каква држава владае во Бугарија? Плитка или длабока држава? Ако во Република Македонија на власт се уште припадници на длабоката држава, кој е на власт во Република Бугарија? Овој Лупчо Нешков, чив припадник е? Татко му е суден за одредени дела против сталинизмот или за сталинизам и информбиро. Така завршува во добој во затвор. Тие луѓе сега креират бугарската политика. И тие се плитка држава, а ние сме длабока држава. Затоа на тие луѓе не смееме да им дозволиме да ни лепат етикети, да ни наметнат одредени теми и да може потоа со тие теми да ни цават путер на главата дека ние сме творба на Коминтерната, дека се уште Коминтерната преку длабоката држава владае во Република Македонија, дека се уште тајните служби на поранешна Југославија владеат во Република Македонија и дека поради тоа Република Македонија не прифаќа да има договор со Република Бугарија. И тоа се глупости. Тоа се ортодоксни глупости. Тоа се глупости од којните на бугарските тајни служби. Кои ги представуваат или кои ги репрезентираат тие ставови на бугарските тајни служби? Соработниците на бугарските тајни служби. Целата таа логистика и резидентура на бугарските тајни служби, предводена од Красимир Каракачанов, се треба да им се каже: видите, дечки, вие сте историски реликт. Вие сте анахронизам на современото политичко живење во Европа. Вие сте всушност страно, туѓо тело во Европската унија и во НАТО. Вие сте структури кои комуницираат со Москва. Целата ваша кариера е поврзана со подршка на Москва, дали директно како соработници на руските тајни служби под псевдоним Гоце, како што е Красимир Каракачанов, или преку бугарските тајни служби. Вие ли ке говорите за длабока држава? Па нема подлабока држава на Балканскиот полуостров отколку што е бугарската држава. И гледате кој е тој историски апсолутни гледач. Бојко Борисов не е функционер, не е политичар, е обичен бодигард на Тодор Живков. И тој не е соработник на бугарските служби, иако е бодигард на Тодор Живков, туку овие наши политичари биле соработници на поранешни југословенски служби. Лете каква замена на теза прават бугарите. Од Парванов, од Божидар Димитров, од Красимир Каракачанов. Сите се тие соработници на бугарските тајни служби во однос на македонското прашање. Покојни Красимир Узунов, Лупчо Нешков, татко му е суден за соработка за сталинизам, за соработка со русите. Така ја напушта Република Македонија, оди живее во Брисел, претходно во Виена, и подоцна од Брисел оди емигрира во Бугарија на Тодор Живков, во најкомунистичката држава во источниот лагер. Тие не биле соработници на бугарските служби. Тие не биле длабока држава, ние сме биле длабока држава. Зошто? Бидејќи длабоката држава не сака да признае дека македонците имаат бугарски корен и дека македонците се од родени бугари и дека сега чукнал часот на паѓање на Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави и ќе следи процес на ребулгаризација на македонците. Таа длабока држава Бугарија всушност стави вето на Република Македонија. И ние треба да бидеме горди што таа длабока, комунистичка, Тодор Живкова, па дори би рекол КГБ-овска Бугарија, стави вето на Република Македонија. Ставањето вето на Република Македонија е национална победа на Република Македонија. Ги натеравме бугарите, од нив да излезе најголемата агресија. Таа агресија што е иманентна на они татарски генетски елемент во структурата на бугарското општество. Таа агресија стави вето на Република Македонија. Од таа агресија секој паметен бугарин сега се плаши. Излего Ивайло Калфин, поранеше министар за надвошни работи, вели: ја промашивте, дечки, стратегијата. Сега не само во Македонија, туку во цела Европа се развива антибугарско чувство. Значи Бугарија капитулираше со ветото во однос на Република Македонија и ние треба да биме доволно интелигентни, да не им дозволиме на бугарите да се спасат од тоа вето. Треба да ги оставиме да тонат секој ден се подлабоко, секој ден да измислат нови тези, нови глупости, како што ова со прославата на денот на Кирил и Методи, кој сега веќе во Бугарија се нарекува Ден на бугарската азбука. Треба бугарите се остават да даваат газ колку можат повеќе. Знаете, кога заглавите вокал и вие давате газ, тогаш колку повеќе давате газ, толку повеќе од калта ви се залепува на лице. Таква е ситуацијата денес во Бугарија. Во таква ситуација се напикани сите овие представници на длабоката бугарска држава. Ние треба да им возможиме и понатаму достана до таа кал. Пред 10 дена беше објавена анализа
во грчкиот вестник Катемерини. Всушност, преку таа анализа, грчката држава испраќа својата порака и своето размислување за кризата помеѓу Македонија и Република Бугарија. Во таа анализа на Катерини се вели дека инсистирањето на Бугарија да го блокира почетокот на преговори на Република Македонија за влез во Европската унија представува уште еден ризик да се појави нова пукнатина во јужното и југоисточното крило на НАТО. Значи, после конфликтот помеѓу Република Грција и Република Турција, овој конфликт или ова вето на Бугарија всушност има потенцијал да прерасне во нова криза во тоа јужно и југоисточно крило на НАТО структурата. Значи, гледате каква тежина тие дават на тоа бугарско однесување. И всушност се вели дека Македонија е значи во таа анализа се вели дека Македонија е клучната држава во тоа јужно и југоисточно крило на НАТО кое треба да го спречи понатамошното руско ширење и влијание во овој регион. Значи Бугарија става вето на Македонија да биде примена и да ги отпочне преговорите со Европската унија и на тој начин овозможува понатамошно ширење на руското влијание во овој дел на Европа. Гледате каква обланда грците, односно грчката официјална политика ја става бугарската одлука да стави вето на приемот на Република Македонија или отпочнувањето на преговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија. Тоа е првата поента, дека Бугарија со својата несматрена политика, со својата глупа и кратковида политика, со ставање вето Македонија да ги отпочне преговорите со Европска унија, работи во корист на Русија. Значи тоа е грчкиот официјален став. Имаме сега германски официјален став кој вели се чини дека Каракачанов не действува само под влијание на неговите предрасуди кон македонците, тоа го пише поранешниот германски амбасадор во Република Македонија и Република Бугарија Клаус Штамер, кој вели дека неговото шпиунско минуто, се мисли на Каракачанов, и соработката со Волен Сидоров и Атака, тие беа коалициони партнери, тоа беше Патриотскиот фронт кој подосна се скара, сега Волен Сидоров ја напаѓаше или го напаѓаше седиштото на партијата ВМРО-БНТ на Пиревска број 10. Значи вели таа соработка со Сидоров и со партијата Атака, всушност укажува дека тој игра на картата на Москва, како што вели поранешниот германски амбасадор во Република Македонија и Република Бугарија, Каракачанов игра на картата на Москва и во Скопје се состанува со представници на ВМРО-ДПМН, тоа е партијата која ги изгуби последните избори во Република Македонија, партијата во чии редови има просрпски, од тука и проруски сили. Партија чиј поранешен лидер се крие во прогон во прегратките на Виктор Орбан. Тоа во која колумна за Дојче Веле го пишува поранешниот германски амбасадор во Република Македонија и Република Бугарија господинот Клаус Штамер. И што е битно кога правите политички анализи, почитувани гледачи? Да ги споите фактите. Кога ги споите фактите, тогаш анализата само од себе следува. Гледате, ако ги споиме сега двата факти. Првиот факт, дека Република Бугарија правејќи вето или ставајќи вето на Република Македонија прави криза во јужното и југоисточното крило на НАТО. Тоа е првиот факт. Вториот факт, велат дека Красимир Каракачанов, тоа е германската порека која се испраќа до Красимир Каракачанов, значи не може во Дојче Веле да бидат испратени пореки од 2 или 3 поранешни германски амбасадори во Бугарија и Република Македонија, а германското министерство за надворешни работи да не даде зелено светло такви авторски текстови или колумни да не бидат објавени во Дојче Веле. Значи гледате, преку Дојче Веле се испраќа германската порека до Софија, до Бугарија, до Красимир Каракачанов. Во таа втора порека се вели Красимир Каракачанов е соработник на руските служби. И се одиме чекор понатаму. Тој Красимир Каракачанов, според колумната на Клаус Штамер, има своја соработка со структури во ВМРО-ДПМН. Во ВМРО-ДПМН на просрпски и проруски структури. Гледате како се жугосува најголемата опозицијска партија во Република Македонија. Ако Бугарија со ветото прави криза во јужното крило на НАТО, ако Красимир Каракачанов има соработка со проруски и просрпски структури во ВМРО-ДПМН, тоа значи дека ВМРО-ДПМН учествува во процес на предизвикување криза во јужното крило на НАТО. И доаѓаме до она формулација на Хојти, кој 2017 година му кажа Никола Груевски, вие сте партија која загрозува безбедноста на целиот регион. Не само на Македонија, туку на целиот регион. Ако ВМРО-ДПМН повторили по трет пат сега добива жик и етикета дека е просрпска, проруска партија, која всушност се загрозува безбедноста на целиот регион, тогаш е прашање како меѓународната заедница повторили по трет пат ќе се однесува визави прашањето за иднината на ВМРО-ДПМН. Дали со вакви етикети, дали со вакви наметнувања на одредени тези, дали со вакви напади контра ВМРО-ДПМН, дали со ова германска стратегија, каде што им се испраќаат сериозни пораки на Христијан Мицкоски, на ВМРО-ДПМН, партијата не е на мал чекор да биде прогласена за терористичка организација, за терористичка партија, партија која е загрозува безбедноста на целиот регион. Ако биде така,
класифицирана или дискласифицирана партијата ВМРО-ДПМН, тогаш кој може да гарантира дека таа партија нема да биде избришена од регистарот на партиите? Тоа е опасноста за ВМРО-ДПМН. Тоа Христијан Мицковски не го разбира. Со својата политика Христијан Мицковски не само што не го разбира, туку долева бензин на огнот за да може ВМРО-ДПМН да биде прогласена како континуитет на политиката на Никола Груевски. Ако биде ВМРО-ДПМН прогласена како партија со континуитет во однос на Никола Груевски, тогаш меѓународната заедница буде момент кај речи ова партија нас не ни треба. Не ни треба партијата на Каракачанов во Бугарија, не ни треба партијата ВМРО-ДПМН во Република Македонија. Што ќе направиме? Па ВМРО ќе биде најголема жртва на тие преговори историски помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Ако Каракачанов ги изгуби изборите и не биде дел на парламентот и на владата после мартовските избори во Бугарија, тогаш е само прашање на техника како таа партија ќе згасне во Бугарија и како таа партија ќе згасне во Република Македонија. И мислите дека овие тези се радикални, почитувам гледачи, апсолутно не се. Па гледате која порака беше испратена од Европската унија до Христијан Мицковски. Неговиот Facebook профил беше третиран како профил преку кој се шират лажни вести и беше ставен во иста група со Инфомакс, со Никола Груевски, со Миленко Неделковски. Ниту еден лидер на политичка партија во изминатите 30 години во Република Македонија не му беше испратена така жестока порака. Таква жестока порака не му беше испратена ниту на Љупчо Георгиевски кој продаваше окта, кога беше војната 2001 година, кога беше упадот и палењето на американската амбасада 1999 година. Гледате како тие луѓе кои пале американската амбасада 1999 година се трна и се дистанцира од СДСМ и си прилепија кон ВМРО-ДПМН. Пораката која Брисел му испраќа на Христијан Мицковски, на лидерот на опозицијата, дека неговиот Facebook профил всушност е профил преку кој се шират лажни вести, е најтешката квалификација и порака која меѓународната заедница има испратено на адреса на било кој политичар, посебно лидер на мокна политичка партија во Република Македонија. Јас се надам дека ова нема да се оствари. Јас се надам дека ВМРО-ДПМН ќе успее да се стабилизира и да победи на следните избори во Република Македонија. Меѓутоа сигналите кои се праќаат, посебно германските сигнали, а таа германска линија е многу битна, многу клучна за настанокот, за функционирањето и еднината на ВМРО-ДПМН, значи таа германска порака која се испраќа до Христијан Мицковски, до ВМРО-ДПМН, дека се просрпска и проруска партија е драматично опасна порака. Ако таа порака и понатаму остане на сила, а тоа е всушност продолжување на континуитетот на анализата на Филип Рикер која прави за Христијан Мицковски за ВМРО-ДПМН, значи германците после 6 или 12 месеци ја прифаќаат тезата и стоелиштето на Филип Рикер, тоа е многу огромно опасно за еднината на ВМРО-ДПМН. Тоа е проблемот на Мицковски на ВМРО-ДПМН. Не дали ќе остане во Белата палата или ќе биде сменет, туку дали може од таа партија да направи нормална политичка партија која ќе победи на следните избори во Република Македонија. Ќе го анализираме писмото на Филип Рикер, поранеше американски амбасадор во Република Македонија, сега клучен играч во Стейт департментот за овој регион. Испраќа писмо до Зоран Заев, кажува 2 или 3 работи и поединечно ќе анализираме тие 2 или 3 работи. Првата работа, всушност од таа поддршка која Филип Рикер во тоа писмо е дава на Република Македонија и на премиерот Зоран Заев, де факто го продолжува лидерскиот мандат на Никола Груевски, односно на Христијан Мицковски. Знаете, ако Филип Рикер не го испратеше тоа писмо, тогаш Никола Груевски, според информациите кои стига до мене, размислуваше да му ускрати поддршката на Христијан Мицковски. Меѓутоа, после писмото на Филип Рикер е продолжен лидерскиот мандат на Христијан Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН. Сега Никола Груевски ќе чека некаде до март месец, до април месец, да види дали на чело на Америка ќе дојде до промена, дали ќе остане Доналд Трамп, бидејќи шансите се мали тоа да се случи, или ќе дојде Џо Бајден на чело на американска држава. И ќе чека кои ќе бидат првите чекори на таа администрација на Џо Бајден. Откога ќе ги види првите чекори на администрацијата на Џо Бајден, тогаш Никола Груевски ќе може да донесе одлука што ќе се случи во врвот на ВМРО-ДПМН, дали ќе има одредена лидерска смена или ќе има континуитет на Христијан Мицковски. Меѓутоа, со писмото за поддршка на Филип Рикер до Зоран Заев, де факто е продолжен лидерскиот мандат или председателскиот континуитет на Христијан Мицковски. Да не беше тоа писмо, да не беше таа јавна поддршка на Филип Рикер, тогаш Никола Груевски, според сите сознани и информации кои стига до мене, ќе дадеше зелено светло за смена на Христијан Мицковски. Вака Христијан Мицковски останува последното упориште на Никола Груевски да може да се пазари со власта во Република Македонија и со меѓународниот фактор.
Ако не е Христијан Мицкоски, тогаш Никола Груевски многу лесно ќе биде пуштен из вода. Ке нема со чија помош да се пазари, со чија помош да условува разни преговори за уставни измени, промена на име, одредени правни разврски во Република Македонија, меѓународни констелации, така натаму. Значи, Христијан Мицкоски, после писмото на Филип Рикер, останува последната надеж, последната сламка за спас на Никола Груевски. Никола Груевски, за да ја спаси својата кожа, ќе направи све, Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН. Затоа, во оној извештај на Брисел и на Европската комисија, на Европскиот парламент, всушност профилот на Христијан Мицкоски, како профил преку кој се шират лажни вести во Република Македонија, се става во иста група со профилот, Facebook профилот на Никола Груевски. Видете, Брисел преку таа порака, всушност испраќа порака до Христијан Мицкоски, до Никола Груевски. Знаеме дека соработувате. Знаеме дека сте во комуникација и знаеме дека целата оваа стратегија која сега се соработува е договорена со Никола Груевски, односно е под контрола на Будимпешта. И има уште две пораки кои можат и треба да се излечат од тоа писмо кој е испратено од Филип Рикер до Зоран Заев. Втората порака е дека Република Македонија не треба да добие вето од Бугарија на патот кон Европската унија. Односно, тој билатерален спор помеѓу Република Бугарија и Република Македонија не треба да биде искористен, бугарите и Софија да стават вето на отпочнување на преговорите помеѓу Европската унија и Република Македонија. Односно, како што вели Филип Рикер во името на американската држава, треба да биде дадена согласност или зелено светло за отпочнување на разговорите помеѓу Брисел и Скопје, а тој спор помеѓу Скопје и Софија треба да се решава на билатерално ниво, односно да биде излечено од официјалните преговори на Европската унија со Република Македонија, што при владата на Зоран Заев го номинира Владо Бучковски да биде целен представник на Република Македонија во Бугарија и во Софија. Да, тоа е едно нестрикно решение, дали ќе биде Денко Малевски, дали ќе биде Владо Бучковски, дали ќе биде Лјупчо Ѓорѓевски, тоа е едно нестрикно решение на македонската влада. Вие не можете да праќате во Софија, во Бугарија човек кој уште пред да ја помини границата кај Ѓуешево, помеѓу Крива Паланка и Кјустендил, ги има сивнато гаките. Вие не можете да праќате луѓе тамо кои однапред имаат прифатено се што бараат бугарите. Бидејќи кога водите преговори, вие треба да се најдете некаде на половина. Ако трнете во преговори, прифаќајќи све што ќе ви побара Бугарија, тогаш тоа не се преговори, тоа се капитулација. Затоа велам дека Владо Бучковски е едно поприлично нестрикно решение на Зоран Заев. Дури ќе беше подобро самиот Зоран Заев дојде да преговара, да дава нестрикни интервјуи за БГНЕС, можејќи имаше многу поголем ефект отколку што ќе има Владо Бучковски. Меѓутоа, тие ја прифаќаат сугестијата на Филип Рикер. Филип Рикер вели, билатерално ќе се решава спорот. Како ќе се решава билатерално? Преку номинирање на специјален представник. Тој специјален представник е Владо Бучковски. Човекот кој 2005 година, 2006 година како премиер на македонската влада прв отпочнува да најавува дека македонците и бугарите имаат исти корен, иста историска генеза и дека треба заеднички да ги слават сите заеднички историски празници. И вие таков човек се праќате во Софија. Таков човек во Софија се праќа да се потпише капитулација, а не да се направи или се добие победа, една историска победа во однос на бугарите. Зошто е битна таа историска победа? Бидејќи Бугарија капитулира со својата политика во однос на Република Македонија. И наместо ние сега да ја материализираме таа бугарска капитулација, да извлечеме све што може повеќе од Бугарија, бугарите прв пат да сватат дека таа нивна историска агресија веќе е проблем не само за Македонија, не само за Бугарија, туку за целиот регион. Ние го плаќаме Владо Бучковски. Што ќе направи Владо Бучковски во Софија? Ништо. Тоа што го направи Лјупчо Ѓорѓевски, ќе го направи Владо Бучковски. Ќе одат тамо, ќе се лигават на бугарите, ќе играат пинг-понг со бугарите и ќе има возможност на Каракачанов и на Бојко Борисов да имаат подобра стартна позиција пред мартовските избори парламентарни во Бугарија идната година. И третата работа која треба да се потенцира е целосната елиминација на Никола Димитров, поранешниот министар за надворешни работи, од преговорите со Бугарија. И тоа е на директно барање на официјална Софија. Тоа е кажано преку Лјупчо Нешков, собственикот на агенцијата БГНЕС, сега е ударната тупаница или устата на Бојко Борисов и Красимир Каракачанов, кој ги соопштува најлошите барања, најлошите предлози на Борисов и на Каракачанов во однос на Република Македонија, Лјупчо Нешков. Лјупчо Нешков некаде пред 2 месеци го нарекува Никола Димитров дека е поопасен од коронавирусот за односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И му сугерира на Зоран Заев да размисли дали Никола Димитров се уште ќе го држи на таа позиција да биде главен преговарач во односите помеѓу Скопје и Софија. После тоа Никола Димитров е целосно маргинализиран. Маргинализиран е на барање или поради уцена на Софија и на Бугарија испратена против Зоран Заев или до Зоран Заев. На тој начин Никола Димитров е елиминиран од преговорите, бидејќи Никола Димитров со својата дипломатија сепак успеа да ги натера бугарите да капитулират во преговорите со Република Македонија. Тоа бугарите не може да му го простат, барат негова елиминација, тоа е елиминирање, на тоа место доаѓа специјалниот представник Владо Бучковски.
И тоа е оно што мене ме плаши, почитани гледачи. Бугарите се капитулирани, легнати на земја, ние можеме да материализираме све што сакаме во тие преговори, можеме да материализираме све што сакаме во тие преговори со меѓународната заедница и ние со наши глупости и несмасности сега им фрламе гума за спасување на бугарите. Само со помош на таа наша гума што ќе им фрламе, бугарите може да се спасат. Бидејќи што можат најлошо да не направат? Трајно да останат на ветото. Не можат бугарите трајно да останат на ветото. Бугарите не се грците. Бугарите не можат да издржат 30 години притисок на меѓународна заедница како што тоа го правеа грците. Финансиски ќе капитулираат бугарите. Без средства на Европската унија, без средства на Европската комисија, без грантови на Европската унија кои ќе ги трошат бугарските олигарси, не може да функционира бугарската држава. Конфликт помеѓу Брисел и Софија бугарите не може да издржат повеќе од 1 или 2 години, ќе мора да се свратат кон Русија. Ако ги натераме бугарите поради конфликт со Европската унија да се свратат кон Русија, кон КГБ, кон Путин, кон целата таа структура која е доминантна во Република Бугарија, ние сме извоели уште една голема победа. Сме докажале дека бугарите се всушност руската творба на Балканскиот полуостров. И наместо ние да играме на таа карта, да ги прикажуваме бугарите во вистинското светло, ние преку Владо Бучкос ќе фрламе на бугарите гума за спасување. Зошто? Еве го тој договор за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија на 5 странички и во член 8 став 2 се вели дека ќе биде формирана заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања која ќе функционира на докази засновани на историски извори. И тука е проблемот. Република Македонија е формирана кога држа 45-та година. Република Македонија не може пред 45-та година да обезбеди историски докази. Такви докази првенствено за луѓе кои се школувале во бугарската екзархија или биле дел на тој историско ВМРО, кој 1908 година е по целоста контрола на бугарското воено разузнавање, може да обезбедат бугарите. И тука е нивната стартна предност. Бугарите врз база на тие докази ќе можат да диктираат темпо во таа историска комисија. И тоа е проблемот на овој договор за меѓусоседна соработка. Всушност тој договор сега е јамка околу вратот на Република Македонија. И некој кој го потпишал тој договор, сакајќи или не сакајќи, свесно или несвесно, си направи многу лоша стартна позиција во тие преговори со Бугарија. И затоа е многу потребно и неопходно тој договор да биде излечен од тие преговори помеѓу Македонија и Европската унија и да биде решен на билатерално ниво, да го решаваме 10, 15, 20 или 30 години, тие да дават историски докази, ние да даваме историски докази и да има одредена конфронтација околу тие историски докази. Ако ние влеземе во филмот на бугарите за брзо решавање на тој историски договор, тогаш ќе бидеме губитници во тој процес. Ако ние успееме да купиме време и тој процес да го развлечиме не 1, 2, 3 години после изборите во март, 28 март едната година во Република Бугарија, не ќе бидеме победници во овој процес. Всушност, гледате како Зоран Заев и Никола Груевски заеднички донесува во подредена позиција Република Македонија. Зоран Заев со потпишување на ваков договор за добрососедска соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, а Никола Груевски преку Министерството за култура ги штампаше сите книги кои сега бугарите ги користат како крунски доказ, како докази во тој процес на преговори со Македонија, да докажат дека македонците имаат бугарски карактер. Гледате, Зоран Заев и Никола Груевски, како да е договорено, почитани гледачи, како Мирко и Славко заеднички направија Република Македонија да дојде во една подредена позиција. Зошто? Бидејќи тие докази кои сега бугари, сега Красимир Карчанов излага и ви покажува пред македонски телевизии одредени 2 книги кои се крунски доказ, кои се штампани од Министерството за култура и кои се книги на членови на оваа историска комисија од Република Македонија. Тоа е всушност тој процес на македонско самоуништување кога ние самите си пукаме во нога. Зоран Заев и Никола Груевски, пукајќи си самите во нога, пукај во ногата на Република Македонија. Но сепак и тој штетен договор помеѓу Македонија и Бугарија во член 8 став 3 има одредена работа која нас може да ни користи. Тамо не се говори за заедничка историја, теза и работа на која сега инсистираат бугарите, туку учествување на заеднички историски настани и заеднички историски личности. Заеднички настани и заеднички личности не значи заедничка историја. И она е ставот на Стео Пендаровски, или тоа е ставот на Стео Пендаровски кој вели дека не можеме да говориме за заедничка историја. Ставот на Стео Пендаровски, председателот на Република Македонија, кој вели, за разлика од Зоран Заев, дека не можеме да говориме за заедничка или општа историја,
Сушност е во член 8 став 3 дека ние можеме да говориме за заеднички историски личности и заеднички историски настани, но тоа не значи дека имаме заедничка историја. Можеби некои личности биле заеднички, можеби некои настани биле заеднички, но Македонија и Бугарија немаат заедничка историја. Ако Македонија и Бугарија немаат заедничка историја, тогаш не се ист народ. Ако ја прифатиме тезата на бугарите, која не е ставена во овој договор за добрососедски односи, затоа тие барат анекс на договорот да може да ја стават тезата за заедничка историја, значи ако не е прифатлива таа теза и ако не е ставена во договорот тезата за заедничка историја, тогаш ние не сме ист народ. Ние имаме можеби заеднички личности, можеби имаме заеднички настани, меѓутоа не имаме заедничка историја. Ако не имаме заедничка историја, не имаме заеднички историски корен. Ако не имаме заеднички историски корен, тогаш ние не сме бугари кои се македонизирале и сега ќе бидат ребугаризирани. Туку сме македонци кои можеби имале некои личности настани во историјата заеднички со Бугарија, но не станува збор за два исти народи. И тоа е суштината на целиот процес, почитувани гледачи. Република Македонија е формирана како држава 45-та година, не како нација 45-та година. И тоа е нашиот проблем, бидејќи ако сме формирани како држава 45-та година, имаме проблем како да обезбедиме историски докази. Бидејќи не сме биле држава пред 45-та година, ќе треба да одиме или во турските, или во српските, или во бугарските архиви, или во грчките архиви, или во некои црковни архиви кои се сега уништени, земјени, украдени така натаму и така натаму. Ние имаме проблем како да обезбедиме историски докази, да ја докажеме нашата историска приказна. И тоа е рак рана, ахилова пета на македонската позиција во тие преговори со Бугарија во таа заедничка мешовита историска и образовна комисија. Меѓутоа, ако тоа е ахилова пета, тогаш наша добитна позиција е дека во тој договор со Бугарија во член 8 став 3 не стои заедничка историја, затоа бугарите барат да се стави анекс да имаме заедничка историја, бидејќи само со таков анекс и со таков став дека имаме заедничка историја, бугарите може да докажат дека ние сме еден народ кој е поделен со Берлински зид, како источна и западна Германија, кога ќе падне тој Берлински зид, кога ќе станеме членки на ЕУ и на НАТО како што сме сега, ќе падне Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. Источната бугарска држава тоа е Република Македонија и западната бугарска држава или денешна Република Бугарија. А дека Македонија, македонскиот јазик е источен дијалект на бугарскиот јазик. Тоа е суштината на бугарскиот конфликт со Република Македонија. Затоа барат анекс на договор се стави дека имаме заедничка историја. Ако имаме само заеднички настани, заеднички историски личности, ние немаме заедничка историја. Ако не имаме заедничка историја, тогаш не сме еден народ поделен во две држави. И тоа е капитулацијата на бугарската историска стратегија. Ако ние обстоиме на тоа, ако не капитулира Заев, знаете, ја се сомневам во Заев, сомневам во Бучковски, целата таа екипа. Ние бугарите ги имаме легнато сега на маса. Бугарите сега можеме да им правиме што сакаме, бидејќи бугарите со овој историски договор кој го има направено Никола Димитров, затоа бара да биде елиминиран Никола Димитров од процесот на преговори, со овој историски договор те не може да докаже дека ние сме еден народ поделен во две држави. Ние сме два засебни народи кои можеби имаат некои заеднички историски настани, можеби имаат некои заеднички историски личности, ама нема заедничка историја. Повторам по 10 пат. Ако немаме заедничка историја, почитувани гледачи, ние не сме еден народ, ние не сме еден бугарски народ кој сега е македонизиран и тоа што треба тие да го направат е повторно да не ребугаризират. Ако тоа не им го дозволиме на бугарите, ако и понатаму обстоиме нова што е напишано во овој договор за историска соработка, овој договор за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, ако не прифатиме анекс на тој договор, ние ќе ги имаме победено бугарите. Ќе ги имаме победено во една најсладка победа во нашата историја. Знаете, не е толку сладка победата ниту против Србија, ниту против Албанија, ниту против Грција, како што е сладка победата против Бугарија. Ако интелигентно ги шахираме бугарите, да тропат во интервјуа што сакат, но да не потпишат ништо како анекс на овој договор, тогаш ние ќе бидеме на конј. Како што Михајло Апостолски на бел конј влезе во слобода на Скопје од германците и од бугарите, така некој македонски политичар на бел конј ќе може да прогласи победа во однос на Бугарија во тој еден историски контекст. Кога ги слушате соседите и нивните историски објаснувања за генезата на македонскиот народ, на македонска држава и на македонската нација, тогаш има три историски стојалишта на Србија, на Грција и на Бугарија. Српското стојалиште е дека Република Македонија и македонскиот народ настанале по еден природен процес на конфликт помеѓу Бугарија и Србија. Значи две мокни држави на Балканот, тоа е Бугарија и Србија, имаат историски комплекс, односно конфликт помеѓу себе, и во тој конфликт помеѓу Белград и Софија, помеѓу Бугарија и Србија е родена македонската нација.
Бугарската стратегија е дека ние сме еден исти народ, дека сме бугари кои со акт на Коминтерната и со одлука на Титова Југославија во периодот од 1934 до 1944-45 година е формиран во посебен народ кој е различен од бугарскиот народ. Бугарите велат, ние сме исти народ, имаме иста историја, меѓутоа 44 година со акт на Коминтерната бугарскиот народ кој живее во Република Македонија е македонизиран и е формиран македонскиот народ. И имаме грчка теза, и имаме грчка историја која вели дека всушност македонците се словенизирани антички македонци, дека на оваа територија на Македонија, посебно во Егејска Македонија или Северна Грција, живееле антички македонци кои кога доаѓаат словените некаде 5-6 век ги словенизираат. И де факто ние сме сега словенизирани грци. Гледате, Грција дури признаве дека ние имаме одредени македонски корени, меѓутоа тие македонски корени некаде во 6-7 век се прекинати и е формирана словенска македонска нација. Значи во Македонија живеат македонски, односно словенски македонци, а во Грција живеат антички македонци. И тоа е суштината на пресконскиот договор. Кога ќе анализирате што говорат бугарите, што говорат србите, што говорат грците, грците говорат нешто што е најблиску и можеби да е најдобро за македонскиот народ. Бидејќи бугарите велат, ние сме исти народ кој е формиран 44 година. Србите велат, вие сте формирани како народ во конфликт помеѓу Бугарија и Србија, тоа значи некаде пред 150 години. Грците велат, вие сте формирани некаде пред 10-15 века, претходно сте биле антички македонци, па дошле словените, па ги словенизирале античките македонци. Значи, кога ќе се направи одредена анализа, стратегијата на Киро Глигоров и стратегијата на Васил Топурковски било словенските антички македонски и античките македонци да направат конфедерација и во рамки на таа конфедерација помеѓу Република Македонија и Република Грција да биде решено интегрално македонското прашање. Како да биде решено интегрално македонското прашање? Така што во една иста држава ќе живеат сите македонци, и македонците кои се словенизирани и античките македонци. Тоа се трите стратегии на клучните балкански држави. Албанците се небитни во тој процес, бидејќи тоа е нација и држава која краде на делови од историјата и на Србија, и на Грција, и на Република Македонија и нема битно суштинско влијание врз овие генетски процеси или ова историска генеза на објаснување на настанекот на македонскиот народ и македонската нација. Се три стратегии: бугарска, грчка и српска. Трите се лоши за Република Македонија. Меѓутоа, ако треба веќе да рангираме, грчката стратегија е најмалку лоша стратегија за Македонија, српската стратегија е на второ место по таа некоја лошотилок, тежина и така натаму, и најлоша за македонската историја е всушност бугарската стратегија. Тоа што треба да го разбереме, почитувани гледачи, дека ова денешна Македонија, а една Македонија во еден историски контекст некаде последните 100, 120, 130 години, е всушност производ на Соединетите Американски држави. И некои македонци веројатно тешко ја гледаме таа слика. Тешко ја гледаме таа слика бидејќи се плашиме од голема Албанија и се плашиме од улогата на Америка и на Вашингтон во формирање на таа голема Албанија. И поради стравот од голема Албанија, кој може би е реалност, кој може би не е реалност, ние де факто имаме одреден негаторски однос кон политиката на Соединетите Американски држави во однос на Република Македонија. Меѓутоа, ако анализирате американската политика, вие сваќате дека клучен играч на американската политика на Балканскиот полуостров е Република Македонија. Бидејќи само со помош на Република Македонија може географски да се спречи руското влијание на овој простор. Каде ќе одат русите? Па нема преку Албанија да се спречи рускиот простор или рускиот продар на Балканскиот полуостров. Бидејќи Албанија е на маргините на Балканскиот полуостров. Центарот или срцевината на Балканскиот полуостров е Република Македонија, затоа е настаната и првата и втората Балканска војна. Бидејќи само со помош на Република Македонија се контролира таа Вардарско-Моравска долина. Има две такви точки, сега тоа Литванија горе на северот, на Балтикот, каде што всушност е клучната точка кај што се испреплетуваат односите помеѓу Америка и Русија, и на Балканот тоа е во Република Македонија. Затоа е битна Република Македонија, затоа таа анализа на Катемирини кај што се вели со дестабилизација на Република Македонија, со ставање бугарско вето за Република Македонија, со правење криза во јужното и југоисточното крило на НАТО, бугарите одработуваат во интерес на русите. И кога ќе ги поставите во еден таков историски геополитички контекст, тога сваќате дека работите во правец дека ние сме всушност и де факто чедо на Соединетите Американски држави, дека американците и после Првата светска војна и после Втората светска војна, а и после распадот на СФР Југославија направија све Македонија да биде формирана како независна држава. Да, таа држава можеби е несовршена, го смени своето име, сме многу несреќни поради сето тоа, но навистина е формирана одредена држава. Таа држава има поддршката на Вашингтон и на Соединетите Американски држави и клучниот играч на Америка во регионот не е ни Србија, не е ни Бугарија, е Грција во некој историски геополитички контекст, но тоа е Република Македонија. Чедо на американската стратегија на Балканскиот полуостров е формирање на македонската држава.
Тоа што јас, почитувани гледачи, не можам да им простам на американците, а тоа е војната 2001 година. Тоа е Рачиново извлекувањето на терористите во автобуси од Рачиново. Тоа е Преспанскиот договор, тоа е промената името. Тоа е мое емотивно чувство. Меѓутоа, кога правам рационална политичка анализа, јас ги ставам емоциите на страна. Јас велам, поради тие мои емоции, јас не можам да им простам на американците тоа што имаат направено во однос на Република Македонија. Меѓутоа, кога погледнете, и Грција мораше да направи сериозни отстапки, бидејќи Грција инсистираше во името на нашата држава да не е содржан зборот Македонија. Па направи сериозни отстапки. Ке направи такви отстапки Србија во однос на Косово, ке направи такви отстапки албанците за да може да стекнат независност во однос на Република Србија, направија големи отстапки бугарите. Значи сите прават отстапки, но кога ќе направите одредена здрава, неемоционална, рационална политичка анализа, тогаш доаѓате до тој заклучок кој ви го кажав дека Македонија е всушност чедо на ције на американците на Балканскиот полуостров. Ние не сме чедо на Коминтерна, така што велат бугарите, туку ние сме чедо и рожба на американската политика да биде формирана македонска држава, која ќе треба да биде серво уред или зглоб помеѓу тие 4 големи, ајде да речеме, балкански империални стратегии или геополитички стратегии или мегали идеи на Грција, на Бугарија, на Албанија и на Србија. Сите балкански држави имаат одредени мегали идеи за формирање на голема Албанија, голема Бугарија, голема Србија и голема Грција. Доли Стефан Влаков Мицов, нели, го обвинува сега Зоран Заев дека работи со Бојко Борисов на формирање на голема Бугарија. Тоа се тие 4 геополитички мегали идеи на Балканскиот полуостров. За да се спротивстави на реализација на тие големи идеи на Балканскиот полуостров, Соединетите американски држави уште през 110-120 години носат одлука и стратегија дека треба да биде формирана македонска држава. Не успева тоа да го направат на Првата светска војна, го прават после Втората светска војна. Не дозволува таа македонска држава да биде голема Македонија, бидејќи знаете како вие ќе формирате голема Македонија, се го борите против голема Србија, голема Бугарија, голема Грција и голема Албанија. И не се спојуваат Пиринска и Егејска Македонија со Република Македонија. Таа ги прават оние зверства, го прават они фашистички напалм, удар на македонците во Егејска Македонија, кога со напалм бомби се уништени македончињата во Егејска Македонија, се случува тој екзодус, таа една историска епопеја на македонците до Егејска Македонија. Меѓутоа, видите, сите тие работи треба да ги трнете на страна кога правите здрава, рационална политичка анализа. Ние сме сега фактор на стабилноста на Балканскиот полуостров. Зад нас стојат Соединетите американски држави. Американците нема да дозволат ние да бидеме дестабилизирани. Писмото на Филип Рикард треба да оставите во таков еден историски контекст. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе се намалува албанското влијание во регионот и во Република Македонија. Следната фаза која ќе форсират американците е добри односи помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Можно е формирање на заедничка влада помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. После одредени промени во врвот на ВМРО ДПМН, со ова раководство на ВМРО ДПМН, нека коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е всушност нешто на што не можеме да сметаме, не можеме да рачунаме. Меѓутоа, прашање е на време кога некој ново раководство на ВМРО ДПМН со сегашното или некој ново раководство на СДСМ ќе направи голема коалиција. Кога СДСМ и ВМРО ДПМН ќе имаат меѓусебна комуникација, ќе можат прво после секои избори да седнат и да разговарат врвот на СДСМ и врвот на ВМРО ДПМН, а подоцна да разговарат со албанците, тогаш македонскиот политички фактор ќе биде доминантен во Република Македонија. Нема да биде уценуван од албанскиот политички фактор. Тоа е работа на која сега работат американците. За тоа да се случи, ќе се случат прво промени во врвот на ВМРО ДПМН, можеби ќе се случат промени во врвот на СДСМ, но тоа е како втора или трета некоја фаза на целиот тој процес и подоцна ќе биде формирана одредена коалиција. Таа коалиција може да биде формирана сега за една или за 2 години или после изборите 2024 година. Меѓутоа, тоа е трендот кој ќе се случи во Република Македонија. Голема коалиција на СДСМ и на ВМРО како стожер на било која македонска влада во наредниот период и подоцна како таква коалиција да преговарат со албанскиот политички фактор во Република Македонија. Што тоа ќе значи, почитувани гледачи? Тоа ќе значи маргинализирање на Али Ахмети. До сега Али Ахмети правеше една работа. Ги собираше сите албански политички партии, праве одреден договор, дали тоа ќе се нарече Тиранска платформа или било каква некоја друга платформа, и со таква платформа подоцна одеа кај раскараните ВМРО ДПМН и СДСМ и преговара за одредени историски, културолошки и секакви други бенефиции кои ќе ги добијат албанците во Република Македонија. Сега веќе тоа нема да се случи. Ако се направи коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ и таа коалиција функционира во власта или надвор од власта, тогаш маневарскиот простор на албанците во Република Македонија ќе биде многу ограничен. И тоа е нешто на што ќе играат американците. И ова е рационална анализа. Емотивната анализа, или тоа што јас не можам да им го простам на американците, е Преспанскиот договор, промена на името.
Тоа е оно што се случи 48-49 година во Егејска Македонија, бомбардирањето, напалм бомбите, екзодусот на македонците од Егејска Македонија. Тоа е војната 2001 година и излекувањето на терористите во оние автобуси од Рачиново. Тоа се работи кои јас не можам да ми ги простам на американците. И тоа се работи кои јас емотивно ги доживам. Меѓутоа, кога правам рационална политичка анализа, тоа велам дека наш стратешки партнер се американците, бидејќи само благодарејќи на американците ние имаме формирано држава 1991 година на референдумот на 8 септември и само благодарејќи на американците не успеваме да им се спротивставиме на овие големи балкански држави, дали е тоа голема Србија, голема Бугарија, голема Албанија или голема Грција. И следната фаза на која ќе играат американците или следната стратегија ќе биде подобрување на односите помеѓу двете доминантни македонски партии, тоа е ВМРО-ДПМН и СДСМ. За тоа да се случи, веројатно ќе се случат прво промени во врвот на ВМРО-ДПМН, целата таа екипа околу Христијан Мицкоски ќе треба да биде испратена во историјата, а подосна после 2024 година ќе има промени во врвот на СДСМ, односно заминување на Зоран Заев во историја и доаѓање на одредено ново раководство. Нови раководства во врвот на СДСМ и врвот на ВМРО-ДПМН ќе значат основа за можна коалиција помеѓу две политички партии. Ако не биде коалиција во владата, тоа ќе биде коалиција која ќе ги договара главните политички процеси во Република Македонија. Само поради немање договор помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, односно тој Берлински зид што постои помеѓу две главни македонски политички партии, Македонија е 20 или 30 години уценувано од албанските политички партии. Се сеќавате што бара албанците од Петар Гошев некаде пред 30 години, едно или две министерски места. И гледате што сега барат албанците во Република Македонија. Играјќи на тој конфликт или на картата на конфликт помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, албанците прават тирански платформи, реализираат одредени своји национални стратегии. Зошто ги реализираат? Бидејќи се скарани македонците. Значи следната фаза на која ќе играат американците или следниот проект на кој ќе играат американците е правење на одредена коалиција помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Ако Христијан Мицкоски беше сменет од врвот на ВМРО-ДПМН, ние веќе сега ќе имавме одредена коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Знаете, тоа ќе биде како тој надпревар Партизан Црвена звезда, ќе се менуваат како шампиони на Србија или поранешна СФР Југославија. На власт ќе биде ВМРО-ДПМН, а коалиционен партнер ќе биде СДСМ, или на власт ќе биде СДСМ, а коалиционен партнер ќе биде ВМРО-ДПМН. Се додека постои вакво раководство на чело на ВМРО-ДПМН, таа коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН е невозможна. Постоја две средби помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, кај што е дадена рака, кај што е постигнат договор дека ако им требат пратеници на ВМРО-ДПМН или на СДСМ за формирање нината влада да не бидат уценувани од Али Ахмети, дека или ВМРО-ДПМН ќе им даде пратеници на СДСМ или СДСМ ќе им даде пратеници на ВМРО-ДПМН. Едната средба е во резиденцијата на македонскиот председател господин Стојан Пендаровски, втората средба е во просторите на хотел Хилтон во Република Македонија. Тоа е некаде околу изборите на 15 јули. Христијан Мицкоски не го почитува тој договор, затоа Зоран Заев правеше такви коалиции со Али Ахмети и прифаќаше одредени работи од Али Ахмети. Во овој момент Зоран Заев, како што се шпекулира, има на располагање 3 до 5 пратеника од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, ги чува во резерва ако му затребат, за да може да ги употреби во одредено гласање, одредени измени, промени, законски решења и функционирање на владата. Значи, велам, постоел договор помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев, два пати е дадена рака, еднаш во кабинетот на Стојан Пендаровски, еднаш во хотел Хилтон. Кога дојде да биде реализиран тој договор, Христијан Мицкоски се откажа од тој договор и Зоран Заев влезе во процес на купување на 3 до 5 пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Затоа во наредниот период ќе треба да биде направена основа раководството на СДСМ и на ВМРО-ДПМН да можат меѓусебно да комуницираат, да соработуваат, па дури да формираат заедничка влада. Во таа заедничка влада ќе има албански партии. Меѓутоа, ниту една македонска партија во наредниот период нема да биде уценувано од албански политички партии. Зошто? Бидејќи двете партии се скарени помеѓу себе. Кога ќе биде решен тој проблем, кога македонските партии нема да се карат, тука ќе се работуваат помеѓу себе, тогаш Република Македонија ќе може да спроведува македонска стратегија која ќе прифаќа сите граѓани кои живеат во Република Македонија. Како ќе биде решен македонско-бугарскиот спор? По истиот принцип како што е решен македонско-грчкиот спор, освен прашањето на името кое нема да биде предмет на разговор помеѓу официјална Софија и официјално Скопје. Македонија ќе инсистира на две работи, исто што инсистираше во преговорите со Грција, тоа е неменување на идентитетот и неменување на јазикот, а Македонија и во договорот од 1999 година, и во уставните измени 1993 година, и во овој историски договор си има откажано од македонското малцинство во Бугарија. Тоа е некаде член 11
став 5, кај што Македонија де факто се откажува од македонското малцинство во Република Бугарија, односно се откажува од македонските граѓани кои немаат македонско државјанство или од луѓето кои се македонци пород, но немаат македонско државјанство. И така ќе биде решен спорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Македонскиот јазик ќе постои, македонскиот идентитет ќе постои, нема да биде чепнат, и тоа го кажуваат и Зоран Заев и сите владени функционери. Тоа веќе не го спорат ни Андрей Ковачев, ни Екатерина Захариева. Гледате како има едно фино атерирање кај Ковачев и кај Захариева, кај што велат никој не досега не го спорел македонскиот јазик и македонскиот идентитет на кој говорат македонците или се чувствуваат македонците во Република Северна Македонија, кој што велат тие. Врз база на тие принципи ќе биде решено македонското прашање. Нема да имаме заедничка историја, ќе имаме заеднички историски личности, заеднички историски настани, но нема да имаме заедничка историја. Ако немаме заедничка историја, немаме основа да бидеме заеднички народ кој е поделен во две држави. Ќе имаме македонски јазик кој нема да биде спорен и никој нема да го спорува тој македонски јазик, има македонски идентитет. На тој принцип или на тие принципи ќе биде решено македонското прашање во односите со Бугарија, исто како што беше решено македонското прашање во тие преговори со Преспанскиот договор. Во моментот постојат две нерешени балкански прашања. Едното прашање кое сите го потенцираме е помалку важно и помалку тешко за решавање, тоа е косовското прашање. Косовското прашање може да предизвика конфликт помеѓу Република Србија, Република Албанија и Република Косово. И тоа е прашање кое е канализирано. Прашање кое многу полесно ќе биде решено отколку македонското црковно прашање, а тоа е второто нерешено прашање на Балканскиот полуостров. Со отварање на македонското прашање, тоа прашање има потенцијал да предизвика одреден регионален конфликт, бидејќи ќе бидат засегнати Република Бугарија, Република Грција, Република Србија и Руската Федерација. Со отварање на македонското црковно прашање и со името Охридската архиепископија, всушност се создават услови за отварање на нов регионален конфликт. Тој регионален конфликт ќе биде многу поексплицитен, ќе биде многу посилен и многу пожесток од тоа што се случуваше во Црна Гора некаде пред половина година, кој заврши со пораз и паѓање на владата на Мило Џукановиќ. Затоа сега председателот на Демократската партија на Србите во Република Македонија во интервјуто за Радио Спутник вели во Македонија ќе се случи црногорско сценарио. Што е суштината на црногорското сценарио? Вмешување на црквата во политичките разврски во една држава. Ако на Македонија се случи црногорско сценарио, тоа значи пат на владата на Зоран Заев и вмешување на Српската православна црква или на црковните структури во одредени политички разврски во Република Македонија. Втората изјава е на отец Партенije, првиот човек на Бигорскиот манастир, бугараш или бугарофил, човек кој ги преферира тие односи помеѓу македонската и бугарската православна црква, кој вели дека на еден чуден начин пред крајот на животот на патриархот Иринеј, кон неговата титула се приклучени сите држави на поранешна СФР Југославија. Видите, кон титулата на српскиот патриарх или патриархот на Српската православна црква се приклучени сите држави на просторот на поранешна Југославија. Тоа значи дека таа голема српска идеја, голема српска стратегија да биде обединета поранешна СФР Југославија се уште жива и како што вели отец Партенije, српските разузнавачки или српските тајни служби посебно работат на реализација на таа идеја. Значи, гледате, црковното прашање се користи како основа на решавање на тие геополитички процеси тука на Балканскиот полуостров. Третата работа, која не кажавме именатата емисија, а тоа е дека за време на посетата на албанскиот председател Илир Мета на Република Македонија, тој го посетил Бигорскиот манастир. И тој е оној проект на формирање на албанска православна црква. Во суштината на формирање на албанска православна црква е Бигорскиот манастир. Тоа е она стара теза на албанците, дека албанците во Македонија се македонизирани, дека постојат православни албанци, дека тие православни албанци го имаат формирано Бигорскиот манастир, и дека ако биде формирана албанска православна црква, таа требаше да биде преку Бранислав Синадиновски, центарот на таа албанска православна црква во Република Македонија треба да биде Бигорскиот манастир. Гледате, постојат два проекти за разнебитување на македонската православна црква. Едниот проект е на Српската православна црква преку владиката Јован да биде формирана православна Охридска архиепископија, и вториот проект е на албанската држава да биде формирана албанска православна црква во Република Македонија. Центарот на албанската православна црква ќе биде манастирот Свети Јован Бигорски. И тоа е суштината на таа тиранска платформа, тиранската платформа на Али Ахмети, дека во Македонија живееле православни албанци, дека тие православни албанци се македонизирани, како Матеја Матевски академик, како Бранислав Синадиновски, како Бранко Мануиловски. Затоа Бранко Мануиловски беше пратеник од редовите на ДУИ да се покажи дека всушност постоеле православни албанци, дека тие православни албанци биле македонизирани од страна на
генетската, односно на агресивната македонска држава, дека е извршен геноцид врз албанците во Република Македонија, тоа е суштината на Тиранската платформа. И ако не бил извршен геноцид врз албанците во Република Македонија, тие ќе биле еднакви по бројно со македонците или побројни од македонците, и тогаш македонците и албанците имаат исто право на ова македонска држава. Таа македонска држава треба да функционира како одредена конфедерација на два составни дела, на два составни entiteti, македонски и албански составен ентитет. Тоа е суштината на Тиранската платформа. И затоа албанците кога говорат за двојазичност, нив не им е битно дали некој во Пехчево или во Берово говори на албански јазик, туку да го наметнат како принцип. Принцип на двојазичност значи принцип на два официјални службени јазика. Ако имаме два официјални службени јазика, тоа ќе имаме два официјални службени народи. Ако имаме два официјални службени народи, тогаш Македонија е држава на албанскиот и на македонскиот народ. Тоа е есенцијата на Тиранската платформа. Ако имаме два народи кои се составни дел на македонска држава, тогаш ќе имаме две цркви, Македонска православна црква и Албанска православна црква. Седиштето на Македонската црква е во Скопје, седиштето на Албанската православна црква е манасирот Свети Јован Бигорски. Затоа албанскиот председател Илир Мета, кој доаѓа пред 10 дена во Република Македонија, оди во официјална посета на Бигорскиот манастир. Тоа е старата албанска идеја. Албанци православци го формирале Бигорскиот манастир и Бигорскиот манастир треба да биде центар на Албанската православна црква во Република Македонија. И знаете, почитувани гледачи, од кога најмногу се плашеа македонците во тој дел на Западна Македонија, од Владо Поповски. Тие очекува дека Владо Поповски може да биде заеднички председателски кандидат предложен од ДУИ и дека Владо Поповски како историчар треба да даде историско толкување дека постоеле православни албанци во Република Македонија, дека тие се македонизирани. Затоа велам, македонците во тој дел на Западна Македонија најмногу се плашат од Владо Поповски. И тоа е таа руска стратегија. Гледате, Хашим Тачи работи за русите. Секогаш кога треба да се направи одредено дестабилизирање на Македонија во интерес на Русија, се јавува со интервјуа, со своји пораки, со своји настапи Али Ахмети. Русите секогаш делуваат преку одредени играчи за кои вие најмалку ќе помислите дека работат под нивна контрола. Така функционирала секогаш руската дипломатија и руските тајни служби. Секогаш кога некој играч ќе каже нешто во време или во простор или во период кога нема никаков контекст зашто тоа го прави, тогаш работи за одредени руски национални интереси. Хашим Тачи работеше за руски национални интереси. Целата структура на УЧК, ОВК и она структура за независно Косово беше финансирана од поранешниот Советски сојуз. Многумина од нив секош одеа на инструкции во Советскиот сојуз. Главните пари доаѓаа преку Република Романија и тоа е структурата, тоа е суштината. Се друго ќе биде лага, почитувани гледачи. И црковното прашање ќе биде последното прашање или најтешкото прашање за решавање на Балканскиот полуостров. Охридската архиепископија, значи македонска династија во Византија. Македонската династија во Византија формира Охридската архиепископија. Со формирање на Охридска архиепископија ќе биде директен удар кон Бугарската православна црква, кон Српската православна црква и најмногу кон Руската православна црква, бидејќи преку Охридската архиепископија всушност христијанството е однесено во Киевска Русија. Киевска Русија беше основа за формирање на денешниот Советски сојуз или на Руската федерација. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечера можете да погледнете одредена политичка анализа во микс одредени политички интервјуа. Ние се гледаме во недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија. Каде да си?